Сметам дека е навистина важно граѓаните да имаат точни информации околу случувањата во општината, бидејќи на официјалните медиумски платформи на општината беа изнесени селективни и релативно невистините информации. Според Законот за финансирање на единици на локална самоуправа, градоначалникот е должен најдоцна до 28.2 да ја достави завршната сметка на општината до Советот за усвојување. Советот има рок до 15.3 да ја усвои и до 31. март завршната сметка треба да биде доставена до Министерството за финансии. Меѓутоа, за прв пат на дневен ред во Советот, завршната сметка беше ставена на седницата на 7 април, што е веќе навистина доста подоцна од законски предвидениот рок. На седницата на 7 април, на иницијатива на градоначалникот, мнозинството на советници гласаа воздржани за завршната сметка со оправдување дека бараат подетално разгледување на сметката. И на истата седница од известни советници од мнозинството беше поставено прашањето што ако сметката не биде донесена, меѓутоа одговор не добивме. На следната седница на 27 април, поради нарушеното мнозинство во Советот, седницата беше прекината и нормално сметката немаше ни можност да биде донесена. Од оваа хронологија која што ја представив, јасно е дека советниците во општина Тетово не ни имале можност да ја изгласаат завршната сметка во предвидениот рок. Јасно е дека за тоа одговорни се градоначалникот заедно со администрацијата која што е раководена од самиот градоначалник. Она што навистина е уште почудно е што на 28 април, ден после последната седница на Советот, општината ја објавува одлуката за неизгласување на завршната сметка од страна на Советот, според случувањата од седницата на 7 април, што е навистина повторно нелогично. Што ќе настане понатаму, ќе видиме зависно од надлежните институции, меѓутоа верувам дека ќе бидат земени во предвид и овие настани, редоследот, непочитувањето на роковите, ситуацијата на советниците и се надевам дека каков и да е епилогот ќе биде најдобар за граѓаните.